Деновите за славје на спортистите можат на прсти да се избројат. Емил Павлов, како спортиста играш тип за 2016 година, на брзина ги претрча младешките моменти со своите другари и пријатели кои те како му беа потребни. Најпрво треба да тренираш напорно, да изработиш добар тренинг, па потоа за сето оно што те очекува, но доколку се бавиш со професионален спорт, доколку посакуваш врвни резултати, спортот бара голема жртва затоа што мора да се оддалечиш од многу големи задоволства кои животот не ги дава, но откако ќе постигнете големи резултати, тоа чувство е неопишливо и мислам дека не се каам за ништо досега што имам пропуштено. Врвенските прилики не се пречка за големите карате надправарување, бидејќи се одвиваат во одлични услови во спортските сали. Месец март ќе биде пребогат со спортски искушенија, на кои ќе се трасира патот кон некои поголеми дострели. Моментално во овој период формата е на заводливо ниво. Веќе од наредниот викенд ќе имаме државно првенство во Скопје, каде што за ова година ќе започнеме со државното првенство, кое е квалификационен турнир за влез во репрезентацијата. Исто така имаме уште два турнири во месец март. Можам да кажам дека месец март ќе биде еден напорен месец за нас сениорите. Ќе настапиме на 17 март на премиер лигата во Ротердам, Холандија, потоа на 25 март исто така на Балканското во Србија. Овие надпревари ќе бидат еден квалификационен циклус за влез во репрезентација. Најдобрите од овие турнири ќе представуваат Македонија на Европското првенство кој ќе се одржи од 4 до 7 мај во Турција. Се надевам дека ќе имаме една успешна сезона и оваа година, бидејќи како што знаеме каратето влезе во олимпиското семејство, така што ова ќе биде едно прво европско првенство по влегувањето на каратето во олимписките игри. Одлуката каратето да биде олимписки спорт носи зголемен интерес за учество на разни турнири и масовност на учесници од најразлични возрастни категории, за кои Македонскиот олимписки комитет и Агенцијата за млади и спорт великодушно ќе помага. Јас поточно влегувам во тој процес за Олимпијадата во Токио, каде што Македонскиот олимписки комитет и Агенцијата за млади и спорт заедно со Карате федерацијата ќе вложат многу во подобри услови за што подобро ние каратистите се подготвиме за овие олимписки игри, така што најавени се уште од сега настап на голем број надпревари, на голем број кампови надвор од државата и се надевам дека заедно во 2020 година ќе оствариме својата цел, тоа е Македонија да има настап на овие игри со обезбедена норма, но не само со обезбедена норма, туку и да има борба за медал. Емил Павлов со своја лична желба и најголема спортска цел. Па се надевам, дај Боже, тоа е моја најголема цел досега во мојата кариера, бидејќи за секој спортист е сон да настапи на една олимпијада. Откако каратето влезе во олимписките игри, и ние имаме шанса да си го оствариме нашиот сон. Се надевам дека ќе бидам на олимписките игри во Токио, ќе тренирам ако трпно до 2020 година, па дај Боже да настапам на тие игри. Скромноста го краси Емил Павлов, а зрачењето на неговата спортска страст најдобро на своја кожа ја осетиле неговите противници. Со своите резултати постигнати успеси, Емил Павлов достигна рейтинг за кој заслуга имаат и неговите тренери, како и раководството на македонската карате репрезентација.